Вложувањето во капитални проекти ќе донесе бенефити за стопанството и за граѓаните. Бизнисот ја поздравува најавата за изградба на брза пруга од Гевгелија до Табановце и инвестиции во здравството, како први проекти кои ќе се финансираат со парите од Велика Британија. Според веќе познатите информации, благодарение на постигнатиот договор, Обединетото кралство става на располагање финансиска рамка од 6 милиарди евра, првиот циклус инвестиции каде главни проекти се модернизација на железничката инфраструктура и нови болници ќе бидат во вредност од околу 2,2 милиарди евра. Бизнисот апелира на внимателност околу условите. По мене, кога се зема заем во ОКАФ обема, се најавува инвестиции во железница и во медицина, тоа треба сите да нарадува и треба несомнено сите да го поддржиме. Видот и начинот по кој што ќе се зема кредитот, со оглед на тоа дека ќе се инвестира во работи во кои што нашите градежни компании, да бидеме реални, немаат некоја големо искуство, не поготово во 10 години, апелираме да биде многу внимателен и апелираме да сите негативности кои произлегува од други вакви слични договори ги утврди. Според најавата на властите, изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија со целосна реконструкција на постојната траса и изградба на нова ќе овозможи сообраќај на патнички возови со брзина до 160 км на час, а товарни до 120 км. Владата најави дека ќе има вклученост на домашните компании и дека ќе се седне на иста маса заедно со стопанските комори. Градежниците очекуваат вклученост на домашната оператива во реализација на проектите. Очекувањето се дека овие капацитети што ги има Републиката треба да се проценат и треба да бидат планирани во изградба на вакви стратешки проекти. Нашите градежници во ваков тип на проекти за жал ги пропуштија можностите во минатите 7 години да бидат дел од изградба на вакви проекти, поготово во железничкиот сообраќај, и тука не можеме да се пофалиме дека имаме некое особено знаење, дека можеме да бидеме некои креатори, можеме да учиме. Во градежништвото градиме иднина со градежништвото, а не градиме само инфраструктурни проекти. Договорот влада со влада во Лондон треба да биде подпишан утре од страна на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. По подпишувањето се очекува да бидат познати условите кои Македонија ги испреговарала, а според најавите се најповолните досега. Според владата нема да има ефект врз јавниот долг, а парите ќе се враќаат по изградба на одреден дел.